Секогаш, Исусе, насекаде, Исусе, Христе Боже, и јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И со радост, и со љубов, и со радост ке ти служам, ти си внатре во мене. Евангелие според Јован 16 на крајот, од 25 до 33 стих, 17 глава од почетокот до крајот, до 25 стих од првиот. Зборуваме за мирот кој доаѓа во вас кога го слушате светото Евангелие, бидејќи со обувките на мирот, бидејќи со радост му служам и го проповедам светото Евангелие, благата вест дека Исус ја победи смртта, плати за вашите гревови, ве повикува, дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас, не јас, Исус, ќе ве успокојам. Сега како да дојдеш кај него е битен момент. Не е тоа духовно движење, физичко движење, туку е духовно движење, промена од телесен, грешен човек во духовен човек. Затоа ви е потребно поука во дух и вистина. Зборовите што ви ги кажа, вели Исус, се дух и вистина. Победа над светот. Исус, се користев со споредби за да ви го објаснам тоа што сакав да ви го кажам. Во ова. Пазете, тоа е духовно слово. Словото без дух е мртво. Те молам, Татко Небесен, ти да зборуваш низ мене. Твојот дух да ги допре сите оние кои се жедни за духот, кои ќе ги отворат срцата и ќе повикаат кон тебе. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Радоста Исусова во вас, мирот Исусов во вас, силата Исусова во вас, љубовта Исусова во вас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Се користев со споредби за да ви го објаснам тоа што сакав да ви го кажам. Доаѓа време кога нема повеќе да се служам со споредби. И го имаме тој стих кога Духот ќе дојде, се ќе ви објасни. Отворено ќе ви кажувам за небесниот Татко. Имаме Татко на небесата, ние сме деца на земјата. Овде сме да го возобновиме тој заборавен, осквернат однос, непослушни деца кон Татко кој е љубов. Во тој ден ќе барате во мое име. Дали ние бараме во Негово име? И не ќе има потреба јас да го молам Таткото за вас. Тој зборува ти да го заземеш местото на Исус. Исус заминува, ние стануваме како Исус, да постапуваме, да љубиме, да се движиме по тенката, тесната патека што води кон животот. Во тој ден ќе барате во мое име и не ќе има потреба јас да го молам Таткото за вас. Се што ќе барате во Отецот Небесен во мое име. Во името на Господ Исус Христос барам од Таткото Небесен, а тие велат Господе, 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 Господе. Не сите што велат Господе ќе влезат. Исус зборуваше за Татко. Ние треба да постапуваме како Исус, зашто Таткото и самиот ве љуби, зашто тој е љубов. Мирни? Тој е љубов. Таткото е љубов, ве љуби. И вие треба да научите како да се претопите во неговата љубов. Бидејќи вие мене ме засакавте и поверувавте дека јас дојдов од Бога. Поверувавме ли дека дојде од Бог Исус? Вистина ли поверувавме ли само во умот? Дали со срцето сме разбрале? Сме се покајале за да бидеме исцелени или само во умот си мислиме? А мислам дека верувам ако ќе згусти упреку назад во светот. Јас дојдов од Таткото и влегов во светот. Пазете што ви вели Исус. Сега заминувам од светот и се враќам кај Таткото. Ете целиот нов завет зашто станува. Значи ние сме дојдени од Таткото. Не сме пратени, паднати сме со сатаната. Бидејќи има две категории, синови сатански и синови Божји.
тие што се паднати без Исус. Сега заминувам од светот и се враќам кај таткото. Дали сакаш да си заминеш од овој свет, да се вратиш кај таткото, или сакаш во овој свет да си уживаш на одмор овде? Можеби ќе ги фатиме крајните времиња, кога ќе биде тешко да се издржи без Духот Исусов. Ќе те тераат насила да се откажеш од Исус и ќе отпаднеш. Неговите ученици рекоа дека сега ни зборуваш отворено и не се служиш со споредби. Значи, дојден од таткото да ни го покаже патот. Сега знаеме дека ти разбираш се и нема потреба да те прашуваме, поради тоа ние веруваме дека ти си дојден од Бог. Тие веруваат дека е дојден од Бог, но кога го распна Исус, сите се разбега. И тогаш гледаш каде била верата, бидејќи немаа дух. Без дух немаш доволно сила. Поради тоа веруваме дека си дојден од Бог. Исус им одговори, еве го тој стих, велиш дека сега веруваш. Во умот веруваш или со сето срце, душа. Еве доаѓа часот и веќе е дојден кога ќе се разбегате. Студи. Секој на своја страна, пламенен дух на љубовта да ме грее. Секој на своја страна, а мене ќе ме оставите сам. Велиш дека веруваш, доаѓа часот, веќе е дојден кога ќе се разбегате секој на своја страна и мене ќе ме оставите. И така и беше. Сам ќе ме оставите. Сепак, јас нема да бидам сам, зашто таткото ќе биде со мене. Духот на Отецот е во тебе. Така треба Духот на Отецот да биде во нас, ако се случува било што. Овие работи ви ги кажав за да имате мир преку единство со мене. Мир во единство, во заедништво, додека сте во светот, ќе доживувате страдања. Но разведрете се, радувајте се, веселете се, јас го поразив светот. И јас го поразувам светот со Исус во мене. Те сакам, Господе Исусе Христе. Исус се моли за себе. Откако Исус ги каже овие работи, тоа е целата суштина како да го поразиш и победиш светот. Само со Исус можеш. Не можеш самиот. Откако Исус ги искажа овие зборови, го подигна погледот кон небото и почна да се моли. Татко, запаметете го ова, не Господи, Татко, Оче, дојде часот да го прославиш својот син, за да може синот да те прослави тебе. Те сакам, Татко мој, зашто ти му даде власт над сите луѓе, да може да им даде живот вечен, на сите оние што му ги имаш дадено. И луѓето се фатиле овде за земјата и знаат дека ќе умрат утре. Па велат да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. На крајот дошол на направил години, 80, зошто сум жив, зошто немам сила, зошто сум болен. Шлемот на спасението, другар. Сине човечки, шлемот на спасението. Исус те спаси. Секоја мисла да е покорна на Исус. А вечен живот е ова, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, Исус Христос, кого ти го испрати. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, јас ти донесов слава овде на земјата. Со тоа што ја извршив задачата, што ти ми ја довери, секој од нас треба да ја изврши задачата, да го шири Евангелието, јавно да признае дека Исус, да биде слово на своето сведоштво, да го носи мирот, Евангелието на мирот и да не се откаже од Исус, било што да се случи. Значи Исус треба да биде пред се, да го љубиш Исус дури повеќе од својот живот. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува, кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото, душата не можат да ви ја убијат. А сега, Татко, врати ми ја одново славата што ја имав со тебе пред создавањето на светот. Значи Исус
е првиот пред создавањето на светот и последниот, алфа и омега, почеток и крај, се е од него и за него создадено, се преку него се држи, значи тој ќе биде последниот. Продолжуваме со молитвата. Исус се моли за своите следбеници: Татко, Оче, јас те објавив на луѓето што ти ми ги даде од светот. Треба да објавиш, јавно да го признаеш. Твои беа, но ти ми ги даде и тие ја послушаат твојата порака. Иако тие ќе се разбегаат после. Се додека не се облечат со сила од озгора. Без дух немаш сила да издржиш. Целата суштина е како да научиш духот да пребива во тебе, да ја препуштиш твојата волја, да се претопиш во неговата волја, да прифаќаш се и да бараш сила. Сега знаат дека се што имам и јас и Исус, ти си ми го дал. Зашто пораката што ти ми ја даде, им ја пренесов и тие ја прифатија. Секој по своја волја прифаќа. Дали ја пренесуваш пораката на Исус или си живееш свој живот. Сега знаат дека од тебе дојдов, дека ти ме испрати. Кај отиде? Те сакам, Господи Исусе Христе. И веруваат дека ти ме испрати, но веруваат само со умот, бидејќи се разбегаа, ке удрам по пастирот. Целата суштина е да не се разбегаш, да останеш во Исус. Јас се молам за нив. Не се молам за оние што му припаѓаат на светот, туку за оние што ми ги даде, зашто се твои. Значи му припаѓаш или на светот, или на Исус. На светот значи на себе, самоуверен, своеволен, ти што мислиш. Твојата волја, се што имам јас е твое и се што имаш ти е мое, мојот татко. Тие ќе ми донесат слава, е семокниот Бог, он создал се, јас имам доволно. Свети татко, татко, добриот татко, драги патер, јас повеќе не сум во светот, зашто се враќам кај тебе. Кога слезе таа песна, откако го слушав семинарот на Лоренс Новосел, татко мој небесен, не, научи нас молити, научи не да се молиме. Се враќам пак кај тебе. Тој пренесе еден пламен, пламенот го распланте мојот дух. И сега јас добивам објав исто така. Поуки во дух. Се враќам пак кај тебе, зашто се враќам кај тебе, но тие остануваат во светот. Пазете сега, зачувај ги преку силата на своето име што ти ми го даде, Исус Христос, за да бидат едно, да бидеме едно како што ти и јас сме едно, татко мој. Тоа е целата суштина, како да бидеш еден дух со него, едно духовно тело. Додека бев со нив, јас ги чував преку силата на твоето име, што ти ми го даде и го зачував. Исус Христос е име над секое име. Портата на спасението, треба да влезеш и да излезеш низ него. Никој од нив не се загуби, освен синот на пеколот. Пазете, син на пеколот, син на проклетството, синови сатански, синови човечки, за да се потврди предскажаното во Светото Писмо, дали мисли на сатаната или на Јуда Искариотски, кој го предаде, се покаја, се обеси, но се покаја, пазете. А сега јас се враќам кај тебе, се враќам пак кај тебе, татко мој. Дали сакаш да се вратиш кај таткото или си се врзал за земјата? И овие работи ги кажувам додека сум се уште во светот, за моите следбеници да ја имаат во себе истата целосна радост. Те сакам, Исусе, што ја имам јас. Радувајте се и пак радувајте се, полна Христова радост. А луѓето се тажни, зошто овој ги оставил, зошто не му рекол, зошто вака. Остави се земно, човеку, прими ја радоста. Јас им ја предадов твојата порака. Бог ве љуби и ве поканува. Ве кани, дојдете, примене сите преку Исуса Христа.
izmoreni i obremeneti i jaz, ki ga uspokojim, to je veli ne možem. Pa ne možeš, ne si došao, daj mu se, isplači se, pokorete se na Gospoda. Ponizete se pred Isusa i той ќе ве подигне. Јас им ја предадов твојата порака, но светот ги замрази, зашто тие не му припаѓаат на светот. Не му припаѓам на светот, на Исус му припаѓам, на семокниот Бог, и кога имам некој проблем, закани, не знам вакви. Му велам, Исус е мојот Господ и Спасител, немој да правиш зло. Имав едно видение, доаѓаат да му убијат стотини луѓе. И јас им велам, немојте луѓе, ќе направите проклетство, не можете да ме убиете. Јас сум син на семокниот Бог, ве благословувам и ве љубам. И рипнаа тие како зверови да ме убиваат. Значи тоа е видение, не сеќавав никаква болка, зашто духот беше во мене. Гледав како се распаѓа овој свет, се распаѓа како слагалки. Луѓето врескаа, ти си лош Бог, сакаме дома, сакаме дома. Па да, дома одиш во земјата. Значи тој вели, тие му припаѓаат на светот. Тие не му припаѓаат на светот, исто како што ни јас не му припаѓам на светот. Дали ти му припаѓаш на светот или на Исус? Татко, тоа е целосна суштина. Припадност значи, припадност, собствено сум на Исус. Секогаш велам, јас му припаѓам на Исус Христос, па ти размисли. Размисли. Не те молам за моите следбеници да ги земеш од светот. Значи Исус се моли пред да го распнат последната објавена молитва. Татко, да ги чуваш од злиот и запази не од искушение и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Тоа е во молитвата. Тие не му припаѓаат на светот, како што ни јас не му припаѓам на светот, како што ни јас не му припаѓам на светот. Јас си заминувам кај Таткото Небесен, ќе ја завршам задачата, ќе се борам до крај, ќе издржам до крај, зашто Исус ми дава сила. Се можам со Исуса Христа кој ме крепи. Прави и ти така, радувајте се и пак радувајте се. Тие не му припаѓаат на светот. Дали ти му припаѓаш на светот? Како што јас не му припаѓам на светот. Луѓето се тепаат, се мразат во светот. Твојот збор е вистина. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дела 16:9, дојди во Македонија и помогни ни. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и насекаде и помогни ни. Направи ги свети преку вистината. Свети кога вистината, кога си се фатил за вистината, си се препашал со вистината, се држиш само за Исус. Јас ги испраќам во светот, како што ти мене ме испрати во светот. Треба да бидеш пратен, да работиш за Царството Божјо. Сосема спротивно е некој мисла дека не треба ништо да работиш. Тоа е сатанска доктрина, ве врзал сатаната. Јас се посветив за нив, за и тие да бидат посветени. Посветен во Исус. Колку време мислиш на Исус во текот на денот и работиш? Дали работиш за Царството Божјо, дали си оставил се земно и каде и да се наоѓаш? Битни прашања. Дали му припаѓаш на светот или на Исуса Христа? Важна одредница, раскрсница, распетие. Дали го распна стариот човек и припаѓаш на Исус? Не молам само за овие мои следбеници, туку и за оние што ќе поверуваат во мене, во Исус, како резултат на нивното проповедање, па така сите да бидат едно. Ние зборуваме за духовно единство и заедништво. На земјата има време, простор, свест, горе е едно. Тоа за нас е несватливо. Како што си ти, Татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат во нас, за да поверува светот дека ти ме испрати. Видете, и сега тоа е чудно. Значи, имаме ние во Откровение. Таму нема храм. Во Новиот Ерусалим. Храм се Отецот и јагнето. Тој зборува за пребивање во духовно заедништво. Како што си ти, Татко, во мене во духот, и јас сум во тебе, претопен во духот, тие да бидат во нас, за да поверува светот дека ти ме испрати. Тоа е целата суштина, Исус да се насели во твоето срце, да му ги дадеш клучевите и он да управува со тебе. Јас им ја дадов истата слава што ти ми ја даде, за да бидат едно како што ти и јас сме едно. И тоа е целата суштина, како да бидеш едно. Значи затоа вели маж и жена стануваат едно тело кога се љубат, споени се.
така треба ти да бидеш со Исус едно тело. Исус е младоженецот, кога ни кажува споредбено. Црквата е невестата, тогаш да сакаш да се споиш со него. Во духовна љубов, во пламенен оган, пламена љубов која не гасне. Љубовта која никогаш не престанува. Јас сум во нив. Исус треба да е во тебе. И ти си во мене. Така и тие да бидат во целосно единство и светот да свати дека ти ме испрати и дека ги сакаш моите следбеници исто како што ме сакаш мене. Зборува за љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, во целосно единство, целосно претепување и собственост, да му припаѓаш на Исус, да си дел од Него, да си дел од Таткото Небесен, да си дете кое се враќа кај Таткото. Татко, Оче, погрешив пред Тебе и пред небото, не сум достоен да се наречам Твој син. Дај ми да работам во лозијата, да бидам Твој наемник. Зборува за работа, да бидеш ловец на луѓе, не рибари. Што викаше, и чувари на манастири. Татко, сакам да бидат таму со мене сите што ми ги имаш дадено. Во една молитва Исус вели, од сите што си ми ги дал, никого не загубив. Ти благодарам, ти ме послуша, Оче, ти секогаш ме послушуваш, за да ја гледаат мојата слава што ми ја даде ти, зашто ме засака уште пред да биде создаден светот. Значи, Исус е создаден и засакан и возлюбен пред да биде создаден овој свет на земјата. Паднатиот свет, затоа е земјата падната. Се што е на земјата е спасоносно. Се преку Него се држи, зашто Духот е во се. Тој е првиот, Исус прв и последен е. Значи, после Него нема да остане ништо. Тој е почеток и крај. Значи, тој во Него ќе заврши се. Тој е алфа и омега, суштински. Се е од Него и за Него создадено и се преку Него се држи. Имаш слободна волја да го избереш Исуса, праведен татко, добриот татко, праведниот татко, кој е љубов, која никогаш не престанува. Светот тебе не те познава. Тоа е целата суштина, како да го познаеш. Но јас те познавам. Татко, и јас те познавам. Ти си добриот татко, кој го даваш твојот живот за загубената овца и одиш додека не ја најдеш. Ти си љубов. Знаете што, луѓе, овде завршува овој свет, нема веќе љубов. Кога ќе ги затварам очите, горе гледам визија, љубов бесконечна и радост. Радост. Ако повикаш кон Него во времето за милост, инаку потоа мораш да поминеш низ огнот на прочистувањето. Светот тебе не те познава, но јас те познавам, татко мој. Моите следбеници сватија, разбра, со срцето да разберат, да се покајат, дека ти ме испрати. Јас им објавив за тебе и ќе продолжам да те објавувам, претрпивши же до конца тој спасеција. Тој ќе се спаси, кој ќе издржи до крај. Тогаш љубовта што ја имаш ти спрема мене ќе стане дел од нив. Пазете, љубовта што ја има Исус од Таткото Небесен, кој не суштина не е чувство, него е природа. Бог е љубов и кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Прво Јованово. Љубовта што имаш ти кон мене, вели Исус, ќе стане дел од нив. Љубовта на Таткото да стане дел од тебе и јас ќе бидам во единство со нив. И ние тогаш ќе пребиваме во љубовта, ќе ја дишиме љубовта, ќе ја живееме љубовта, ќе исцелуваме во љубовта. Љубовта, имаше една песна што е слезена од тие 50 песни. Љубовта е сила Исусова. Видите како беше. Љубовта е сила Исусова. Те сакам, Господе Исусе Христе, и затоа велам за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин до Божиот Царство Небесно. Се што е од Исус нека остане кај секого од вас. Се што не е од Исус нека си замине. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен брз било кого од вас. Крвта Исусова е свето положувам. Отворете ги своите срца, да дојде Духот Свет, да доживеете, да се родите во дух, водна бања во Словото. Те сакам, Господе Исусе Христе, уште повеќе ќе те слакам. Не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во моето семејство. Им простувам на сите, за и мене, за и тебе да ти биде простено. Никого не осудувам.
штитот на праведност, ја барам неговата правда. Ги љубам сите, се покајувам за секој грев, за да бидам исцелен со срцето, да разберам и за гревовите на моите предци, ја прифаќам Твојата волја. Татко мој, за секогаш Исус, за навек Исус, во секого Исус. Татко мој, небесен, се враќам пак кај Тебе. Дали му припаѓаш на светот или на Исус? Е раскрсница, распетие, каде што треба да го оставиш стариот грешен човек, да се облечеш во духовниот човек и да станеш Исусов со сето срце, сета душа, сиот разум, со сета сила која ти ја дава семокниот Бог. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Bože, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се, и во радост ке ти служам, ти си внатре во мене, и во радост ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово, за секогаш, 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 за секогаш,